Почнува изградбата на гасоводниот интерконектор меѓу Македонија и Грција, проект кој власта го представи како најголемата енергетска инвестиција во последната деценија. Министерството за енергетика, операторот Номагас и изведувачот Рапид Бил денеска го потпишаа договорот за реализација на проектот вреден 59,9 милиони евра. Интерконекторот од Неготино до Гевгелија, кој треба да се поврзе со грчкиот дел што се гради од Неа Месемврија до границата, ќе биде готов за околу 2 години, а гасоводот ќе биде во функција во 2027 година. Со оваа врска, Македонија ќе може да се снабдува и со природен и со течен газ од терминалите во Ревитуса и Александрополи. Се работи за 68 километри модерна инфраструктура, што ќе не поврзе со Грција, меѓутоа многу поважно е дека ќе ја поврзе нашата земја со европските енергетски пазари и вредности. Со овој интерконектор отвараме врата за нови можности за граѓаните, за индустријата и за локалните самоуправи. Овој интерконектор е доказ кога постои политичка волја, регионална доверба и професионална посветеност, резултатите се опипливи и реални. Кумановската компанија Рапид Билт ја доби работата на вториот тендер со понуда што беше за 12 милиони евра пониска од втората најдобра српска фирма. Собственикот Тони Карамфиловски уверува, се стартува веднаш, а ризикот го гледа само во евентуални проблеми со експроприација на трасата. Со Десфа заедно ги преземавме можностите за долгорочна соработка пред се меѓу двете друштва, но и меѓу двете држави, во чии рамки Република Северна Македонија ќе ја засврси својата енергетска еднина, ќе го поддржи развојот на целиот регион, а со реализација на планираниот енергетски коридор ќе даде значаен придонес за енергетската стабилност за цела Европа. Изградбата е дел од регионален проект со грчкиот оператор Десфа. Финансирањето е обезбедено преку заеми и грантови од меѓународни институции, меѓу кои Европската инвестициска банка. Почетниот капацитет ќе биде 1,5 милиарди кубни метри газ годишно, со можност за проширување до 3 милиарди. Спроведени се и студии за итно транспортирање на зелен водород. Ќе работиме многу, ќе работиме посветено, ќе се фокусираме максимално да завршиме квалитетно и навремено, во рокот предвиден за градбата. Тоа можеме да го ветиме денеска, а со работа, како што кажа министерката, почнуваме од утре. Ја би додал, ние почнавме и претходно со разработка на проектна документација, со сите тие работи. Кога ја добивме одлуката, веднаш почнавме да работиме на разработка на проектна документација, а веќе со воведување во работа ќе се покажеме на терен. Со новиот гасовод, Македонија ќе намали зависноста од единствениот снабдувач преку Бугарија и ќе добие стабилна основа за енергетска транзиција, поголема конкуренција и безбедност во снабдувањето со газ.